Во участокот или музеот 11 октомври во Прилеп, денеска беше поставена изложбата 100 години од Македонскиот фронт, која што ја организира Асоцијацијата на наставници по историја на Македонија, во соработка со Заводот и музеот Прилеп, како и гимназијата Мирче Ацев и средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко. Изложбата се организира по повод 100 години од завршувањето на Првата светска војна. Оваа патувачка изложба е поддржана и од Министерството за култура. Изложба која што е сведоштво за Првата светска војна, дотогаш најголема војна во која што земаат учество две спротивставени страни, Антантата и централните сили, во која што според одредени показатели има околу 20 милиони жители, односно жртви, да ги едуцираме младата популација, да видиме што, како пред 100 години војната во овој предел на Европа се водела, во која што голем број на жртви имало и од страна на македонците. Македонците, иако како од позиција на државност немаме држава во тој период, сепак македонците учествуваат во војната со околу 200.000 војници регрутирани од страна на бугарската, српската или грчката војска. Изложбата предизвика особено внимание бидејќи не зборува само за војната, туку и за секојдневниот живот на линијата на фронтот, на кој што бил и Прилеп заедно со својата околина. Акцентот се става на цивилното население и децата, на сите оние кои не по своја вина биле жртви на оваа страшна војна. Во објаснувањето околу случувањата за време на Првата светска војна, освен наставниците, се вклучија и самите ученици. Во Македонскиот фронт биле донесени трупи од Франција, од Велика Британија, и се војувало помеѓу во Албанија на северната страна биле силите на централните сили, а на југ биле Антантата. Овие сили биле со авиација, централните сили биле со авиација од 80 авиони, имале 1388 топови, имале околу 600.000 војници. Антантата имала 619.000 војници, имала преку 2069 топови, имала помоќна авиација за разлика од централните сили со околу 200 авиони. Ние како гимназија Мирче Ацев со нашите ученици сме вклучени во оваа изложба, каде што нашите ученици заедно со учениците од Ристо Ристевски Ричко се во улога на кустоси и објаснуваат определени делови од оваа светска трагедија, која што знаеме однесе некаде преку 18 милиони жртви, и точно тоа треба да ни биде патоказ за понатаму на сите сегашни и идни генерации, дека војните се најголемото зло на човештвото. Во таа смисла и нашите ученици се вклучуваат во одбележувањето на 100-годишницата. Целта на самата изложба е да допре до што е можно поголем број на граѓани со една единствена порака, а тоа е оваа војна и страдања никогаш повеќе да не се повторат.